Добро, вие как Добро дојдовте, Марија сум јас, председател на Совет. Добри сте. Дојдовте се најдете. Одно добра дискусија, на задоволство на граѓаните и промоција на мерките. И вашата трудови доаѓа до израз. Да, во прав момент. Така е, сега право време. Поберете. Добри. Најубаво, да. Додали јас, да. Денес на наше задоволство секако и од полза и во корист на граѓаните на Општина Берово, гости ни е министерот за транспорт и врски, господин Благоје Чварски, околу измените на Закон за градење и пред се фокусот на фотонапонските централи ставени на кровна конструкција на индивидуалните куќи. Верувам дека има заинтересираност од граѓаните. Значи, граѓаните на Општина Берово имаат поднесени неколку барања до општинската администрација, со денес ќе бидат и јасно утврдени насоките, роковите во кои истите ќе бидат процесуирани и начинот на кој би добиле одобрение за да можат истите да отпочнат со собствените инвестиции. Верувам дека тоа ќе биде секако од голема полза и секако особено за информираноста во поглед и во пресет на енергетската криза со која се соочуваме како општество. Најпрвен, драго ми е што сум повторно во Општина Берово на средба со градоначалникот и драго ми е што при оваа посета ќе имам можност да поразговарам и со повеќе граѓани од Општина Берово. Пред се со цел да ги презентирам новите постапки и олеснетите процедури за граѓаните на општините да можат со најлесна постапка да постават фотонапонски електроцентрали на своите кровови, на своите објекти, со што ќе придонесат за намалување на сметките за електрична енергија, а од друга страна ќе помогнат на целиот електроенергетски систем на државата. Оваа постапка која што веќе е усвоена и драго ми е што веќе граѓаните ја препознаваат и аплицираат во општините за постојање на фотоволтаици по новата процедура, е што е со најкратка можна постапка во која што имаме доставување само на проект со архитектура и електрика фаза во општината и само информација или известување до општината за тоа дека тоа правно лице, односно физичко лице, ќе постави фотонапонска електроцентрала на својот објект, без при тоа да чека било какви процедури и постапки во општините за доделување на решение за поставување на ваков тип на објекти на своите кровови. И веднаш од наредниот ден може да започне со поставување на ваквите објекти. Иако досега во процедурата се чекало 30 на дена за да се изготви едно вакво решение, од страна на локалните самоуправи, денеска за тоа е потребно само еден ден или само информирање на општината со доставување на скратена процедура на скратен основен проект за поставување на ваков тип на објекти. И ова е начинот како ќе помогнеме на граѓаните во оваа енергетска криза и ова е навистина придобивка за сите. И заради тоа сме овде и ќе бидам и на терен во другите општини да што е можно повеќе го презентираме овој модел на оваа постапка за да граѓаните во поголем обем започнат со поставување на фотоволтаици. Уште еден аспект е аспектот на загадувањето, дека ова е најеколошки исправен начин на производство на електрична енергија и верувам дека ќе биде од корист на сите и од придобивка на сите. Оваа постапка за која што зборуваме и промената на законот за градење е за поставување на фотонапонски електроцентрали на кров на објектите и на физички и на правни лица. За физички лица или за домаќинство до 6 киловати, поставување без никакви одобренија и за правни лица до 40 киловати. Со што го решаваме ова прашање на најдобар можен и најбрз можен начин за граѓаните во текот на оваа зима да можат да инсталираат вакви објекти на своите кровови. Од друга страна, кога станува збор за поставување на ваков тип на електроцентрали на земјиште, останува постапката со изготвување на урбанистички план со што ќе бидат вклучени сите институции засегнати во процесот, бидејќи овде имаме и земјоделски површини, каде што треба да биде вклучено и Министерството за земјоделие, се вклучуваат и МЕПСО, и ЕВН, и општините како исклучително важни органи и институции кои што знаат на територијата на својата општина каде е возможно, каде не да се постават вакви објекти, така што од тој аспект во делот на поставување на фотонапонски електроцентрали
на земјиште потребно е изработка на урбанистички план, урбанистичко-планска документација со која што ќе се предвиди прво пренамена на таквата површина од земјоделско во градежно земјиште, за да потоа може да се постави и ваква електроцентрала.